Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Се уште е неизвестно кога ќе почне примената на системот Безбеден град. Законот за прекршоци кој е клучен за негова примена за сега нема поддршката која е потребна за негово усвојување. Неизвестно е дали SafeCity системот ќе профункционира од 1 февруари. За измените на законот за прекршоци е потребно двотретинско мнозинство во парламентот, а доколку не се обезбеди, нема да се воведе системот. Ова за Сител го потврди и министерот за внатрешни работи без да појасни дали имаат алтернативно решение. Владеачкото мнозинство засега нема поддршката од пратеничката група на ДУИ. Координаторката Рина Хајдари за Сител вели измените на законот според нив имаат низа недоследности поради кои нема да гласаат. Поднели амандмани со кои ќе го оспорат носењето се додека не се усогласи текстот онака како што тие сугерираат. Интегративците претходно обвинија дека власта го партизира системот SafeCity со цел воспоставување полициска контрола врз албанското население и следење на политичките опоненти, наместо грижа за безбедноста на патиштата. Пратеничката група на СДСМ се уште нема одлучено дали ќе гласаат за носење на предложените законски измени. Велат се уште градат став за тоа како ќе настапат во парламентот. Првично лидерот на СДСМ рече дека го поддржуваат системот од аспект на безбедност, но потоа се спротивстави на неконтролираниот масовен надзор. Филипче реагираше дека SafeCity е без законска регулатива и ризичен за приватноста и токму затоа вели дека е неопходна техничка влада за да се спречи злоупотреба на надзорот за политички цели. Дека се уште нема договор меѓу пратеничките групи, потврди и спикерот Гаши на денешниот брифинг со новинари. Ако се постигне договор, законските измени веднаш ќе бидат ставени на собраниска седница за да се гласаат. До сега на координациите на пратеничките групи немаше забелешки во врска со текстот на измените. Тоа што овој закон не е поддржан е прашање на договор меѓу пратеничките групи, рече Гаши. SafeCity првично требаше да се воведе од 1 јануари, откако претходно камерите беа вклучени за да ги регистрираат прекршоците, но министерот ја одложи примената со цел да им се даде повеќе време на возачите, но и на одговорните за да се отстранат сите недостатоци на системот. Со новиот закон, освен што камерите автоматски ќе детектираат сообраќајни прекршоци, се уредува кога ќе одговара собственикот на возилото, а кога друго лице кое го управувало возилото во моментот на прекршок. Се пропишува и рокот во кој треба да се плати налогот, во спротивно ќе има присилна наплата. Казните се трикратно повисоки за потешки сообраќајни прекршоци од актуелните. Доколку возачот е под дејство на алкохол, дрога или психотропни супстанции или управувал без возачка, ќе му биде одземено возилото, ќе се донира на јавните институции, а возачката ќе му биде поништена. Доколку возачот има повеќе од 3 забрани за управување на возило, трајно ќе му се поништи возачката дозвола. Негативните поени ќе може да се изрекуваат заедно со глобата, а не само како нејзина замена. Новина е граѓаните сами да може да поведат постапка пред суд доколку не се согласуваат со прекршочниот налог. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Законот за заштита од пушење не е ригорозен, туку е европски и има за цел заштита на јавното здравје. Цигарите се користат кај момчињата 37,4, оние обичните, а 40,3 се користат електронските цигари. Тоа е еден висок процент. Зборуваме за деца на 15-16 годишна возраст, па и помали. Тоа не охрабрува да работиме во оваа насока. Значи, според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето, или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да, дефинитивно, според анализите направени, според експертизата, ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушењето. Со нездраво население, вие дефинитивно одмагате на бизнисот многу повеќе отколку со вакви политики против пушење на цигари во затворени простори. Направена е таква анализа, така да луѓе во кои што се зависници од таков тип на производи, верувајте дека се помалце активни во секојдневната работа во државните и во приватните институции. Законот за заштита се извинува. Масовната појава на кучиња скитници е регистрирана во Скопје. Сдруженијата за заштита обвинува дека кучињата биле носени од соседните држави.
да, секако дека се сомневаме на нелегална дислокација на тие кучиња, бидејќи и по самата физиономија на кучињата, значи во урбана средина каде што претежно се чуваат кучиња кои што се со мал раст, како малтезери, бишуни, е неприродно да имаме огромни кучиња, како шарпланинци и слични раси. Така да тие кучиња се носат од негде. Мислам во било која држава, освен нашата, ако сакате да поминете да поминете со животно, секогаш во другите држави си има на царина, на самата граница си има некој што проверува микрочип и слични работи. Кај нас, и тоа пред одреден период, јас дознав дека воопшто цариниците и ветеринарните инспектори на граница не проверуваат. Адвокатката за кривични предмети Сузана Јошевска Анастасовска, професорката по семејно право Арлинда Кадри Шахинови се нови членки на Судскиот совет. Парламентот ги избра со 72, односно 63 гласови за. Тие влегуваат во независното судско тело на предлог на председателката Гордана Силјановска Давкова, која со месеци го одложуваше изборот на 20 членови на Судскиот совет, со цел тој да се спроведе согласно новиот закон за Судски совет, кој предвидува построги критериуми за тоа што значи истакнат правник. Проблемината на еден политички субјект е да се абстрахира од релацијата и да цени низ призма на стручноста. Ако нешто го нема во Уставот, а немаше во Уставот специјално јавно обвинителство, бидејќи нема ни специјални судови, дека има дилема. Но да не го мешаме тоа со ангажманот на надворешни советници. Професорите прифаќале експертски ангажман, си заминала, меѓутоа прифаќале во границите на правото и во границите на она што стручноста им, компетентноста им го диктирала. Го анализираме повторно, гледаме кои нешта ќе бидат променети и сум оптимист дека ќе имаме квалитетна промена во работењето на Судскиот совет. Председателката е пред се правник, професор и не се сомневам во незиниот избор и верувам дека одбрала вистински професионалци кои што ќе придонесат во работата на Судскиот совет. Полицијата го апси лицето кое го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Според неофицијални информации станува збор за лице кое не е од македонска националност. Полициски службеници од Евара Центар и Битпазар го лишија од слобода ША од Скопје, затоа што вчера го оштети стаклото на влезната врата на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. Не сум сигурен дали нападот е резултат на последната ескалација на говорот на омраза и манипулацијата со вистината. Дипломатски кажано, по темата Бугарија која трае веќе со децении. Ова дејство го проширува кругот на потенцијални извршители на вакви напади. Дали лицето се почувствувало охрабрено од таквиот говор во последните недели или и предходно, во овој случај е ирелевантно. Проблемот е што бројот на луѓе како него постојано се зголемува. Токму како резултат на ваквиот целно создаван наратив. Како секој чин во таква форма, ние како институција ќе го осудиме. Се работи по првичните информации за изолиран инцидент. Создадена е некоја материјална штета која што не е во огромен обем, независно од тоа сепак максимално го осудуваме инцидентот. Ова беше последната информација во вестите, следното издание во 9 часот. Пријатно.